Викали, ЈП национални шуми стана приватна фирма. Дојде времето на професорите. После оној во влада и овој во национални шуми професорски ќе ги реши шумите, ама овој фамилиарно, братучетски и кумски. Новиот директор си го стопнил својот тим, а национални шуми ја живее својата фамилиарно кумско-сватска ренесанса, или кој да прашате од шумарство, ќе ви каже најлоша приказна во историјата на шумарството. За комерцијален и финансиски директор, новиот генерален си го поставил својот девер и другар прилепчанецот Маријан Стојановски, за кој кружат моабети дека е продолжил приказана како до сега во неговите сектори. Маријан е кадар кој ги излагал македонски шуми во време на директорувањето на Жарко Караджевски со над 500 милиони денари, а овој сега го вратил на голема врата. Сега тој Маријан, човек за кој од 1600 вработени 6 не може да најдете да кажат нешто добро, е главен комерцијален финансиер, кадровик и се останало. Уште појако, сега за директорка направен сектор по налог на Даниела Иротова од МЗШВ, новиот генерален директор си ја постави неговата сограѓанка Радоишанката Сашка Стојменова. Новата директорка на правен сектор е жена на Мите, втор братучет на генералниот директор Здравко. За да биде уште појасно, Мите, мажот на Сашка и братучет на Здравко, има фирма за дрва во Радовиш која работи во Радовиш, Струмица и низ Источна Македонија. Браво. Сечете дрва од македонски шуми и продавајте си ги на приватни плацови. Браво. За да тече бизнисот Здравко со помош на политиката систематски ги уништил сите други фирми во Шик Радови, за да остане само фирмата на Мите и никој да не им се меша во бизнисот и парите, а маржите да бидат големи. Во Западот пак, за да си тече бизнисот Здравко, за директорот на Охрид го поставил кумот на братучетот Мите и директорката Сашка, и така се ја контролираат и Западот. ДКСК, иако знае за ова, молчи. Во вериот исто каде беа големите пожари, неговиот тим дел од изгорените дрва, овој тим повторно ги продава на фирми од Тетови Гостиери и тие дрва повторно одат за Косово, а другиот дел од дрвата оди во Крива Паланка кај Еколаев. МВР и многу други институции, иако имаат информации за ова предпријатие, не преземаат ништо. На вериот исто кој му поклони 14 пратеника на ВМРО ДПМН на последните избори, веќе му е јасно дека е прелаж. Поради ваквиот најлош раководен тим во историјата на шумарството, секој втор вработен во шуми бара спас и сака да избега од фирмата. Во комерција, како директор по налог на Сашка Маријан, Здравко си ја вратил пензионираната Милка не затоа што нема кој млад да вработи, туку таму да имаат човек од доверба кој ќе ги штима сите податоци. И сега очекувате кривични пријави за некакви епохални кражби кои демек го уништија шумарството и за кои постојано во минатото обвинуваше ВМРО ДПМН, или ќе испадне дека тие се вистинските криминалци. Не мора да мислите, прашете кој сака да е во шумарството во Македонија, ќе ви стане јасно дека овие шумарството во Македонија професорски, фамилиарно, братучетски, кумски ќе го дуништат како никош до сега. За патот на парите, на професорскиот пат, на крадените пари во национални шуми ќе читате во продолжение кој нашиот извор каже дека не го прати за многу кратко. Ова, веројатно, е човек кој што многу добро ги познава работите и има извори во македонски шуми. За никој друг од останатите преку 1600 вработени нема што да збориме затоа што фирмата ја приватизираше оваа тројка. Кој ги пали шумите? Штурците, скакулците и лисиците? Ги палат шумите? Или бизнисмените. Или бизнисмените у ЈП национални шуми?